Се споменува дека децата поминуваат полесно за разлика од повозрасните. Се изземени на некој начин од стратегиите во поглед на вакцинацијата. Каков е вашиот став? Дали треба да бидат вклучени или треба да бидат изземени? Сигурно дека децата се клучен момент за здравјето воопшто. Велиме ние, ако дадеме добро здравје на децата, даваме добро здравје и на возрастните. И знаете вие дека секој дете кога ќе се роди, првата работа што ја правиме, добива класичната БСЖ вакцина и хепатит Б и потоа продолжува, можам да кажам, нашата држава меѓу првите која што го застапи и го применува европскиот календар за имунизација. И при тоа бевме навистина многу горди, така јас влегов во така наречената група ЦЕПАК, која што е дел од европската група за вакцинирање, за имунизирање и сигурно дека децата се тие кои што први практично започнуваат со процесот на имунизација. Што станува сега со оваа нова пандемија? Децата се последни ставени во групата на која што евентуално би се размислувало, се уште не се стигнало до тоа да воопште се размислува или стапат во процесот за тоа да влезат во тие групи за вакцинирање, бидејќи се знае која група ќе биде прва, втора, трети, така натака, особено под 16 години, која е како стандардна бројка под која нема се уште никакви знаци дека би требало да се вакцинираат. Вие напоменавте дека имаат многу полесен начин на поминување на оваа болест, што е точно. Тоа беше на самиот почеток на појавувањето на пандемијата и можам да кажам дека еве веќе година дена како се справуваме со истата и поминавме низ многу различни етапи и стигнуваме до оваа етапа до која разговараме ве сега, околу Нова година и која можам да ви кажам дека беше скроз на еден начин започната целата приказна, бидејќи имаме една приказна за која јас денеска ќе говорам, децата и COVID-19, а од друга страна, после година дена, приказната со децата веќе не е баш така како што беше на почетокот, што се случува апсолутно и со целокупната клиничка слика и кај возрастните. Имено тие почнуваат со една лесна асимптоматска слика, која што е, да кажеме, не толку страшна, дури поминуваат некои само со благи симптоми на температура, евентуално кашлица, што може да биде ставено во категоријата на обичен грип. Многу ретко болки по мускули. Или често пати знаат да манифестираат гастроинтестинални тегоби, тука некако завршуваше приказната. Но, во последно време се повеќе гледаме сосема различни клинички слики кои баш се манифестираат кај децата. Ако се сеќавате, јас бев едно од тие како председател на Сдруженијето на педиатри, некаде во месец април, бидејќи сум ставена во таа група на интернационалните педиатриски асоциации, каде споделувам искуство од целиот свет. И добивме информација за така наречениот Кавасаки-лајк синдром, кој што се јави кај децата прв. И за кој што се сеќавате го говоревме и стана многу интересен. Што е тоа Кавасаки-лајк? Значи, Кавасаки е еден вид на промени кои што се јавуваат во кожата и кои го предизвикуваат одредени вируси и кој професор педијатар од Јапонија, кој оваа година почина, на 95 годишна возраст, кој се вика Кавасаки, го опиша во литературата кај деца на таа возраст од 2 до 9 години. Дали процесот на вакцинација ќе придонесе тие симптоми да се намалат или да се спречи ширењето, да бидат толку нагласени? Дали самата вакцина ќе придонесе, особено ранливите групи на дечиња, да се спасат на некој начин од заразата на COVID? Видите, ние сега правиме список на тие кои што ќе треба да влезат евентуално во таа така наречена ризична и првична група која ќе биде и знаеме дека тоа сигурно ќе бидат ранливата категорија која е постара, повозрастната група, пода сигурно се тука здравствените работници, се размислува и за хроничните болни во кои што ќе влезат сигурно одредена категорија на деца, меѓутоа строго по строги критериуми и протоколи. Кај децата не се направени испитувања, ниту пак експериментални истражувања како новите вакцини ќе влијаат врз децата, така да јас малку сепак во една фаза да сите ние, да речам вака, сме колегите кои што разговараме на овие теми, имаме континуирано вебинари и ги слушам, нешто не сме многу расположени околу тоа децата да бидат во таа категорија веднаш ставени. Ке веројатно оди тоа се уште во фаза на доиспитување колку децата и како тие ќе реагираат. Здравствените работници во сите стратегии за вакцинација се на првите линии во поглед на процесот на вакцинирање. Како е кај нас, како е кај вас расположението на клиника? Дали сите ваши колеги, целокупниот здравствен персонал на детска клиника ќе се вакцинира? Видите вака, до сега добивме веќе формулари, значи ние веќе се припремаме за
процесот за вакцинирање. Како што веќе вие слушнате, деновиве почна активно да оди тој процес во Соединетите Американски држави, во Велика Британија, и мислам дека треба да го размислуваме сериозно тоа, и убаво е вакви емисии на кои што ќе можеме да објасниме на народот, бидејќи знаете како интернетот, на кој сега дополнително повеќе посветуваме внимание, дополнително дава секакви информации. Добро е да вака ние кои што имаме малку да направиме еден баланс помеѓу реалните информации кои се ставени на интернет и една вистинска информација која што е реална и која што ќе значи, да кажеме, ерадицирање или барем создавање на еден така наречен колективен имунитет или процент на заболени кои ќе бидат со многу помала можност да заразуваат други, односно тие кои што ќе се разболат да не можат толку да го заразуваат останатиот дел од населението, бидејќи ќе има веќе создаден имунитет. Значи се врти околу персонализираната медицина, околу собствениот имунитет што го имаме, околу подигањето на имунолошката моќ на организмот да се справи со оваа болест. И мислам дека како детска клиника стоиме на ставот да целиот стручен колегиум ќе биде за вакцинирање. Но во однос на децата сега разговаравме, баш дебатиравме на таа тема, па ќе кажам ќе бидат сигурно дечиња кои што ќе бидат малку во возрастна група, тоа значи до 16 години, тие кои на вистина имаат сериозни компликации од претходно нарушен имунолошки, имуносупримирани или да кажеме некои други хронични уште одрагање болести, евентуално да видиме и што ќе стане со дечињата кои што имаат ран диабет, бидејќи знаеме дека диабетичарите во повозрастната група се исто доста ризични и толку многу ризични, и има зошто е тоа така. Практично медицината и го објаснува тој феномен, особено кај нив. Ќе треба и на нив евентуално да размислиме, меѓутоа сето тоа ќе оди во склоп со регулативите кои што ќе бидат, кои што доаѓаат од Европската унија и од Европското тело за телото кое што ги кажува и укажува како ќе оди сето тоа на ниво на Европа, бидејќи Соединетите Американски држави FDA веќе од минатата недела се изјасна дека се за, но пак за децата остана групата под 16 години под знак прашалник. Значи тоа се уште ќе биде некако во период кој ќе покаже првични резултати, предпоставувам, бидејќи нема да оди само едно вакцинирање, ќе мора да оди после 21 во 2 дози, тоа е така наречена бустер доза, која што ќе биде кај тие каде што немаме никаков титар на антитела, и сепак ќе мора да постои едно подготвување претходно за да може да следи вакцинирањето. Јас секогаш го кажувам тоа. Значи вакцината не е само добар ден дојдов и се вакцинирав. Не, мора да се знае претходната лична карта на пациентот. Доктор Софијанова, со оглед на тоа дека сите истражувања укажуваат дека тлото на Западен Балкан е плодно за ширење на антиваксерските ставови и воедно теориите на заговор, кои што исто така имаат афект, односно влијаат во поглед на донесувањето на одлуката за вакцинација. Македонија е во групата на земји кај што навистина населението повеќе сака да се изјасни против отколку за вакцинирање. Како ќе се обидете како стручно лице, како лекар, како човек кој што ја работи својата работа, да ги убедите тие луѓе дека вакцината е добробит за спасување, односно за враќање на животот во нормала? На овој начин, веќе вие почнавте со тоа. Мислам дека најдобриот начин да може да допре гласот од стручниот тим е преку медиумите, односно преку луѓе кои имаат добра волја да го донесат добриот глас, вистинскиот и медицински издржаниот глас, а не само шпекулациите кои што тоа го прават многу лесно. Секакви теории на заговор апсолутно не се прифатливи, бидејќи ние сме спремни на дури некојаш и шалата е добро дојдена, меѓутоа кога веќе разговараме сериозно, ќе разговараме сериозно. Значи присуствував неколку пати на многу од тие такви, како што напоменавте и ви кажав дека сум дел од тие европски здруженија во кои што навистина Балканот важи за така како борбеност, нели ние сме борбени во се, а и вклучувајќи го и овој антиваксерски став, меѓутоа тоа се однесуваше повеќе за ДТП, полио и така натака, тој календар за имунизација, во кој особено вакцината за ММР влезе во групата на тие вакцини кои се навистина дел од можноста да процентот на зголемен процент на деца со аутизам е последица на сето тоа, што со тек на време се докажа дека не е така, и се докажа дека знаете како, понекогаш е многу тешко кога се има две протиставени страни, од кој едната која па и има такво дете, е убедено и тешко се убедуваат тие пациенти дека можеби тоа не е последица на вакцината, едноставно мора да се најде некогаш кривецот.
Вакцината е едно од најголемите достигнувања во медицината и тоа е факт кој што не може да се побие. И особено за овие болести кои што, знаете како, кога ги гледаме наназад 200 години, што се случувало со пациентите кои имаат дифтерија или тетанус или пертусис, морам да успат кажам дека децата кои што се вакцинирани, односно пациентите или повозрастните кои што се вакцинирани од ИТПР, имаат кросмеч, односно се позаштитени, имаат подобар имунолошки одговор во однос на тие кои односно ако го имаат примерно вакцината, тие возрастни подобро реагираат на COVID-19 ако се разболат. Значи дека детските вакцини имаат многу подобар внатре тие клетките кои што практично ја меморираат и се мемори селс кои што практично го меморираат тој имунолошки одговор што го дава организмот, се многу поефектни во одговорот кога ќе се разболат како возрастни. Односно, веќе се тие возрастни, претпоставуваме дека се вакцинирани кога биле деца. Затоа што сега рековме, нели, ова е сепак нова пандемиска ситуација. Значи, ДТП-рот, кој е меѓу првите вакцини кои се дава кај децата, дава еве сега одлични резултати во однос на возрастната група. И тие се дури позаштитени, дури се претпоставуваше дека и БСЖ, кој се дава како прва вакцина кога ќе се роди бебенцето, исто така во себе содржи клетки кои можат добро и подобро да се справат во имунолошкиот одговор со овој вирус COVID-19. И да го знаат дека тоа е докажано медицински. Значи еве еден факт дека сепак вакцините имаат и свој бенефит дури кога ќе се појави еден ваков пандемиски случај, но што се случува со тие болести кои што постоја порано пред 200 години? Ние не ги гледавме тие болести. Сега не ги гледаме бидејќи се вакцинираат децата и се веќе ерадицирани поради тој колективен имунитет, што се создави за кој исто така е многу важен. И во случајот со COVID-19 и со она што ќе го постигнеме практично со вакцини. Така е, да. Што се случува? Значи вакцините како такви, односно тој колективен имунитет што ќе се создаде со вакцинацијата ќе овозможи да нормално падне процентот на евентуално тие кои што заболуваат и каде што за жал сме сведоци и секојдневно гледаме колку имаме смртни случаи. Не гледавме претходно, немавме представа што значи да се разболите реално од дифтерија, тетанус, пертусис, па и од морбили, па не фати епидемијата со морбили поради тоа антиваксерско движење пред неколку години и видовме што значи морбили кај возрастен. И видовме дека дури дел од нив навистина има компликации со пневмонија. Кога ќе го видите, кога ќе го почувствувате тоа и кога еве пред очи ќе ви дојдат некои работи, како што сега пред очи гледаме дека сабајле малтене почнува температурата, можете до вечер да го изгубите пациентот. И кога гледате дека веќе многу фамилии континуирано отварајќи ги социјалните мрежи гледаме дека губиме по некој драг човек, мислам дека веќе ни станува јасно дека мораме да го најдеме решението, а решението се само вакцините.